Улиците со калдерма во стариот дел од Тетово ќе останат во катастрофална состојба поради судирот на општината и полицијата. Додека двете страни се убедуваат кој е во право, жителите останува да се мачат со движењето по дупките. Патот е 20 години веќе со дупки, со хаос, не можеш да поминеш ни со возило, ни дете во училиште, ни никаде. Така да не е подносливо. Инвестицијата не кошта многу, треба да се стампонира улицата и да се прерадат коцките да нема дупки. Колите ги скрши, значи треба да се среди. Ова е најзапуштено место. Од 20 чекав по нешто да се направи. Колку луѓе има овдека ве, брза помош, дуќани, роба не може да се донесе. Деца ида у школу, стари треба да ида надоле. Ова пут ќе го користа многу луѓе. Прередувањето на калдрмата кој беше започнато неделава истиот ден беше прекинато од полицајци. Тие барале од фирмата изведувач да ја прекине работата и да ја врати првобитната состојба со образложение дека ги немале соодветните документи кога станува збор за одвивање на сообраќај. Полициските службеници на СВР Тетово исто така на лице место утврдиле дека градежните работи се изведуваат без потребната документација и согласно со Министерството за внатрешни работи, односно секторот за внатрешни работи Тетово, и без поставена адекватна сообраќајна сигнализација предвидена за таков вид на зафати. Градоначалникот Касами вели дека со ова полицијата му прави добра реклама, оти се работи на сите улици низ градот. Полицијата има направен записник каде што тврди дека работите не се во согласност со одобрението од страна на полицијата, а ние не знаеме која е таа неосогласеност со одобрението. Значи фирмата има договор со општината за реконструкција на улици и полнење на дупки, има пуштено до полицијата информација дека во овој период согласно договорот со општината ќе работи во сите улици Тетово. Согласноста за работење од СВР Тетово според општина Тетово е добиена уште од јуни.